Добро вечер, гледате анализа. Добро вечер и за моите гости, Зоран Димитровски, заменик министер за надворешни, и Иво Ранџеловиќ, политички аналитичар. Заменик за се. Молам? Јас сум заменик за се. Да. Но добро, прво удиме со премиерот Мицковски, посредбата со Кошта, како вели, нема цена што ќе не натера да влеземе во авантура без да дознаеме, без да знаеме, се извинувам, дека ќе има извесен крај. Сега моето прашање, на кои земји им било гарантиран извесен крај? За влез во Европската унија. Не, на Македонија е гарантиран извесен крај дека ќе има вето. И тоа е известноста. И јас би се согласил со оваа оценка на премиерот Мицковски, меѓутоа не се согласувам во делот дека нашиот крај е неизвесен. Нашиот крај е извесен, бидејќи според она што го потпишавме во 2022 година во јуни, сосема е известно дека ќе следува бугарско вето доколку не ги оствариме нивните ултиматуми. Да. Добро. И заради тоа што ќе има вето, добро, ќе го прашам Иво Ранџеловиќ само кратко, заради тоа што ќе има вето, ние не планираме да започнуваме преговори. Се плашиме од вето. Не се плашиме. Од што? Не се плашиме, затоа што сите разговори до сега со другата страна, сега зборувам со бугарската страна, нели? И во официјалните средби и на министерот, сосема отворено ни беше речено дека од нас не се очекуваат само уставни измени, туку сето она што е потпишано во протоколите, сите оние барања за кои што зборуваме долго време дека се однесуваат на историјата и идентитетот. И дека од Бугарија ќе се очекува сето тоа да го реализираме во наредниот период до завршување на преговорите со од Македонија ќе се очекува да го реализиране од Бугарија, да. Од бугарската страна од бугарската страна, да, од бугарската страна. Добро. Ајде, Иво Ранџеловиќ, што велите вие? Да се откажеме заради тоа што знаеме дека ќе има вето, да се откажеме од преговори? Видите, вето се согласувам дека многу е веројатно да има. Дури јас мислам дека ќе има и многу повеќе вето, како и да е множината вето од повеќе држави, не само од Бугарија. И тоа е до некаде, да кажеме, нормален процес и многу други земји има вето. Она што е поважно од тоа дали ќе имаме вето или не, што е нашата одлука, која е нашата мисија, која е нашата идеја како да продолжиме таму. Ние сите знаеме дека ќе има вето. Дали од Бугарија, дали од некоја друга земја ќе има вето. Меѓутоа, кој е нашиот став? Ако добро разбирам, нашиот став во моментов е да чекаме подобри времиња. Тоа е едната варијанта. Сега ја морам повторно да прашам, тоа е моја одговорност и кон јавноста, што ако не наидеме на подобри времиња? Ние мора да имаме ситуација како да го решиме. Ние не смееме да влеземе и останеме во пасивна ситуација. Ние мора да креираме простор, да се позиционираме, не само во дефанзива, туку и активно да се бориме за решенија. И јас не велам дека владата, па дури ни претходната не е крива ако ни се наредат милион вета. Тоа е многу поголема политика од тоа што нас не се случува. Ние може да добиеме вето од многу други причини кои немаат врска со Бугарија. Од канцерогена храна, например. Геостратешки калкулации, контекст, канцерогена храна и така натаму. Меѓутоа, ние мора да се носиме со тоа. Ние мора да престанеме со тој наратив на историска неправда кон Македонија. Не функционира така светот. Ние мора да се снајдеме. Не може да кренеме раце, да кажеме поради ова сега ние во дефанзива, па кога ќе дојдат подобри времиња, нели, прво беше ќе чекаме политичка влада, нели, во Бугарија. Па го чекавме Трамп, односно да дојдат републиканците. Тие карти очигледно нели се истрошија не по вина на владата, меѓутоа едноставно не се создаде контекст во кој ние може да поентираме. Се е тоа во ред. Меѓутоа што правиме сега? Вие како политичари сте одговорни да дадете не алтернатива, план, одлука. Тоа е лидерство. Ке има вето, да, нека има колку сака вето, ние мора да имаме решение. Абсолютно. Не магично стапче нели да влиземе, меѓутоа ние мора да се бориме, но не да се бориме, ние сме трпиме историска неправда, никој не сака, јазикот не ни го признава и сега што да правиме, мали сме, ке чекаме подобри времиња. Не може така. Не, значи вака, прво во секој случај јас барем не стојам зад некаква изјава дека ќе чекаме подобри времиња. Добро, кое е решението? Значи, второ, 2 години откако дојде оваа влада,
и министерот за надворешни работи, и председателката, и премиерот, и сите ние во министерството, нашата дипломатска мрежа, работи токму на објаснување на вистинските состојби што не доведоа да бидеме блокирани во состојба. На кого му објаснувате тоа? Значи во центрите на моќ, во Берлин, во Париз, во сите европски центри. И ве слушаат? Имаме огромно разбирање од голем број на наши европски пријатели. И решението го, освен што има разбирање, освен што има разбирање. Тоа разбирање доведе до ситуација да добиваме јавни изјави од премиер на Белгија, од премиер на Хрватска, од различни други премиери, дека е многу разумна позицијата на македонската влада, дека треба да добие уверување, еве да не го користам зборот гаранции, дека треба да биде уверување дека ова ќе биде последно идентитетско барање. Наспроти тоа, од бугарска страна не само што не добиваме уверување дека тоа ќе биде последно идентитетско барање, туку добиваме уверување дека и другите идентитетски барања се дел од пакетот и од преговарачката рамка. И во значи, тој ние случај имаме една ригидна состојба. Добро, освен што сме жртва. Не сме жртва. Немојте така. Не сме жртва во смисла на тоа дека треба да се жалиме затоа што сме жртва. Ова е жалење, 2 години е жалење. Значи решението треба да се соопшти. Нашето решение, знаете, морате да бидете спремен. Морате да бидете спремен да чекате децении, за да можете да ја завршите работата за неколку месеци или за година дена. Ама ако не сте спремен да чекате децении, тоа значи дека вие сте спремен да ги симнете критериумите, да ги симнете вулгарно да се изразам панталоните. Освен што знаете дека Освен што знаете дека децении се потребни. Не, јас не знам дека се децении потребни. Јас велам дека мора да бидете спремен да чекате децении. Зошто да чекате? Значи, ако не можете да испорачате повеќе, ако вие немате резолуција дека ќе ги штитите сопствените идентитетски одредници, дека сакате достоинствено да влезете во Европската Унија, тогаш од вас ќе бараат нови и нови постојано отстапки национални. Ама зашто спомнувате децении? Па затоа што беше таква, тоа беше изјавата на беше една таква употребена изјава и многумина ја критикуваа, зарем ние ќе чекаме децении. Не, напротив, изјавата беше фигуративно дадена. Вашата резолутност треба да биде таква што да не можат да ве соборат ниту векови, ниту децении, ниту векови, јас би додал. Ама чекајте сега, зошто да се чека децении, тоа е моето прашање, ајде Иво Ренчев. Условот е дека нема да чекате, вие активно работите, немојте да вие да мислите дека се што се работи од страна на дипломатијата, дека се е во јавноста. За да се доведе до ситуација состојбата дека вие го видовте и господинот Радев, меѓу другото, неколку пати тоа што нема поддршка, знаете што, нема поддршка од Брисел, но ајде Иво Ранџеловиќ, како нема поддршка? Па да. Зашто нема поддршка? Па за македонското прашање. Апсолутно поддршката се состои во тоа дека на многумина... За гаранциите што ги барате. Нема поддршка. Има поддршка. Има поддршка, меѓутоа таа поддршка имаме разлики во сваќањето дали таа поддршка ќе дојде по уставните измени или ние она што го сакаме да дојде пред уставните измени. Односно да биде истовремена со уставните. Па зошто тоа не е соопштено? Па затоа што сите работи не се соопштуваат веднаш. И затоа што сите работи, затоа што некои дипломатски активности се одвиваат и зад сцената. Добро, тоа го знаеме. И колку време тоа ќе го чекаме за надвор од сцената на јавна сцена да биде кажано? Добро, а што мислите, 30 години Македонија се наоѓа во состојба да чека? И вие мислите дека една година, 2 или 5 менуваат нешто? Добро, ајде да не биде ова интервју. Ранџеловиќ. Вака, мислам дека ние имаме проблем со контекстот. Не со владината позиција. Владината позиција е одлична, значи разумно е барањето да добиеме гаранции. Меѓутоа имаме проблем со контекстот. Што значи тоа? Ние како држава, како добивме независност, политиката се води врз база на наративот или на контекстот дека сме доживувале историски неправди во минатото и дека сме жртва, што е делумно точно.
Тоа што сме жртва и што сме трпеле историски неправди, не значи дека ќе стигне правда. Не може да пласираме, ние нон-стоп пласираме и бараме афирмација од светот за нашиот јазик, за нашето знаме, за нашата историја неправди и така натаму. Правда нема. Во светот правда нема, уште помалку во Македонија. Политичарите мора да го сервираат, адресираат тоа јасно кон јавноста. И поради тоа да го промениме наративот. Никогаш нема да добиеме афирмација за ниту една наша приказна. Меѓутоа, ние мора да продолжиме да создаваме контекст, да создадеме наратив, обединувачка идеја во ова општество кој ќе ги надмине сите поделби и како така да се бориме на секаде низ светот. Нашите приказни, кои сме биле, што сме биле, се точни и тие неправди се точни, меѓутоа не праќаат. Како што гледате? Мислите дека не праќаат? Гледам, не мислам. Ама полека, еве, имате, значи, ако генералниот секретар на Советот на Европа среде Скопје изјави, меѓу другото и го пренесува на Софија, дека Софија е должна да ги регистрира Сдруженијата на македонците, зарем ние не сме извојувале одредена правда во смисла на тоа дека првиот човек на таа организација и го сугерира тоа на Софија. Господин Дмитровски. Сакам да кажам дека тоа е одреден успех меѓу другото и на нашата дипломатија и на нашата правда. А Бугарија што вели на тоа? Ајде нека заврши Иво Ранџеловиќ. Чекайте, полека. Да, нека заврши, не е спорно. Не е проблем никаков, таман работа. Сакам да кажам дека не е тоа нешто што е илузија. Ние во целото ова време сме работеле, меѓу другото, активно, и со нашите пријатели, меѓутоа и со сите оние земји членки на Европската Унија кои што одлучуваат да го објасниме нашето барање. И тоа го разбрале и сега вие велите нема правда. Така? Вие се согласивте, да. Да, јас се согласувам дека интересите се први во прашање. Но ние се обидуваме меѓу другото и со стратешки партнери, со градејки стратешки партнери со Обединетото кралство, со Соединетите Американски држави, со некои други земји членки на Европската Унија во последно време и со Хрватска и со Унгарија, да создадеме што повеќе пријатели на наша страна и да бидеме на тој начин посилни за да го можеме да го наметнеме сопствениот наратив. Истите тие пријатели и стратешки партнери ја изгласаа преговарачката рамка против која вие денес се борите. Па тоа е затоа што прифати нашата влада во 2022 година, владата македонска прифати и тоа е нашиот најголем проблем. Затоа што сите странски партнери проценеле штетата кон нашата држава, така. Се согласувам, меѓутоа сите странци тоа ни го велат. Вашите прифатија. И тоа е вашиот проблем. И јас затоа велам, најголемиот проблем на Македонија е во моментов опозицијата која едноставно ги има истите ставови со Софија. Не со Брисел, со Париз или со Берлин, туку со Софија. И тоа е нашата трагедија. Да тие се обединат околу она што се навистина идентитетски прашања и да речат дека нема да дозволиме навистина натаму, тогаш ние ќе имаме посилна позиција и многу полесно ќе може да имаме никаква позиција се додека се напаѓате позиција и опозиција. Нас не треба единство, тоа е друг муавет. Меѓутоа, јас не велам дека нашата дипломатија не работи, дека оваа влада не работи или претходната не работела. Јас ви укажувам, ви сугерирам дека наративот по кој постапуваме сметам дека е погрешен. Зошто? Нашата дипломатска мисија е да кажеме во Брисел што не сакаме. Не сакаме бугарев устав, не сакаме да не блокираат, може ли еднаш да кажеме што сакаме? Ние кажуваме што сакаме. Меѓутоа, што сакаме, ајде. Па имаме донесено акцијски план за малцинствата во кој што велиме што се ќе добијат сите други малцинства, вклучително и бугарите кои ќе станат дел од уставот. Меѓутоа кажуваме дека и низ институциите тоа го правиме денеска. Како ќе се однесуваме кон антидискриминацијата, кон дискриминацијата? Како ќе се однесуваме кон едукацијата на малцинствата? Како ќе се однесуваме кон говорот на омраза? Зборувам за оваа држава, за мисијата на оваа држава. Која е нашата идеја? Зад која идеја сме ние како држава обединети? Кога ќе дојдат едните на власт, имаат ваков владен став. Кога ќе дојдат другите, имаат таков. Меѓутоа немаме заедничка идеја со која се бориме. Тоа сакам да укажам. Дека нема обединување на власта и опозицијата по националните прашања. И тоа е трагедија. Не можете да имате дипломатија без тоа. Идете постојано да велите дека се предавници, потоа да барате обединување. Чекайте. Нема логика. Јас не ги таргетирам како предавници. Велите дека имаат исти ставови со Бугарија. Исти ставови во моментот со Софија. Тоа е предавство. Тоа е веле предавство.
Добро. За велепредавство се одговара според кривичниот законник. Добро. Според тоа, значи тоа е кривично Тоа е дело. веројатно следно ќе биде што ќе го Но како поварате. политички ставови тие тврдат нешто друго. Добро, што тврдат? Тие тврдат дека само уставни измени се бараат од нас, што не е вистина. Па Бугарија поинаку вели. Претходно кажавте дека Бугарија вели сите идентитетски прашања, дека се Апсолутно, на па тоа маса. го велам јас. А велите дека имаат исти ставови со Бугарија. Па затоа што знаат, они ја лажат јавноста, они знаат дека Бугарија има и други идентитетски барања, сакаат да излажат јавноста. Со други зборови, она што го направиле во 2022 година во јули, да се оправдаат дека било правилен чекор. Тоа беше погрешен чекор и тоа треба да го признаат и да го прифатат дека беше погрешен чекор. Ако се стават на маса тие барања за идентитетот од страна на Бугарија, не може да излезете од или да кажете за тоа не преговараме. Не можете да излезете ако вие го промените уставот и ако ги прифатите сите барања, потоа ќе имате притисок од опозицијата, Па и сега од партиите на албанците. Сега имате притисок. Како да излезете? Од што да излезете? Од целиот свет имате излезете? притисок. Од уставот ќе излезете? Вие ќе го смените? Не, ќе кажете за ова, не сакам да преговарам за идентитетот, за македонската историја. Ама чекайте, Толку ние ли е тоа го- тешко да се каже? Ама ние тоа го велиме Па сега. вие започнете преговори. Па тоа Како ќе кажете почнете го. преговори? Па така, започнете преговори, па ќе го кажете тоа, дека одбивате. Ама дали сте вие да говорите сигурни за дека идентитетот? следната влада нема да ги прифати тие ултиматуми? Ама сега зборуваме за оваа влада. Па оваа влада не ги прифаќа и јасно е. Па И добро, 90 и кажете 80% го од тоа. македонските Кога ќе тоа го има велиме. преговори, ќе го кажете тоа. Целиот свет ќе ве чуе. Ајде Ранџеловиќ, што велите вие? Тука е проблемот, тука е нашата небитница. Овие ставови што ги има оваа влада, некоја друга во иднина веројатно ќе ги промени и ние никако не може да дојдеме до позиција, до државна позиција со која ќе ја пласираме. Секоја влада која оди во Брисел се бори за нешто друго во име на Македонија. Не може така, затоа и не може да мрднеме во тој дел. Меѓутоа ние мора да имаме мисија, мора да донесеме одлука како лидери, како политичари, ние мора да креираме простор. Ние можеме да се позиционираме. Повторно ќе се вратам на тоа, чекаме подобри времиња, ние мора да создадеме подобри времиња, правда нема да дојде. Не чекаме, јас мислам дека создаваме. Се обидуваме да создадеме подобри времиња. Во ред, меѓутоа сносите одговорност ако не ги обезбедите. И тоа е разликата меѓу мене и вас. Тоа ќе го ценат граѓаните. Тоа ќе го ценат Ама го граѓаните на ценат избори. Димитровски. Ама тоа ќе го ценат граѓаните на Не, избори. во иднина. Ве молам, немојте во Не, иднина. граѓаните Тоа на го избори. ценат. Начинот на кој живеат граѓаните во оваа земја е доволно да го ценат. Добро, дали Зашто сте- започнување на Добро, преговори не добро. значи македонски идентитет, туку решавање на Не, клучни започнување реформи. на преговори, сега чекајте. За кои ќе говориме подоцна? Сега чекајте, значи вака, реформите меѓу другото се одвиваат и без започнати преговори затоа што има план за раз според кој се предвидени реформи. Ќе ги говориме и Меѓу за другото, нив. Добро. отидете на секаде во земјите од Западен Балкан, кај така наречените фронтранери и видете како се спроведуваат реформите, погледајте како се во сите други подрачја, погледате дали од таму доаѓаат други средства од Европската Унија, значи целиот овој процес што се одвива во земјите од Западен Балкан, имаме горе-долу иста состојба Ама и сега во за економијата. Македонија да ве молам да Ама говориме. чекайте ве молам, Сега ве молам за Западен Балкан не. За параметри ви говорам. Само Македонија сакам да говориме. Добро за Македонија. Ве молам. Ранџеловиќ, околу да, реформите и Знаете, цената сигурно која што- ќе ја плати, ја плаќаат држава, не ќе ја платат. Инсистирам, ја плаќаат. Со незапочнување Ама на каква цена се преговори. плаќа според Па вас добро, за е тоа е моето непочнување на прашање. Па сега за цената ќе говориме. Каква цена Еве се за плаќа? цената, само нека каже Ранџеловиќ, ќе почнам со цената. Се разбира. Секогаш кога влегувам во дебата пред камери, со луѓе со кои не се согласувам без разлика од која политичка ориентација и сето тоа, на крајот завршува народот цени на избори. Вие сите политичарите во Македонија ги добивате изборите со излезност од 40%. Така е. Што значи повеќе од 50% од граѓаните не воопшто не гласаат. Тоа е многу голем знак прашалник се става на легитимитетот на било која Каков е влада. интересот за политиката кај граѓаните? Зар тоа не ве тира да мислите зошто е тоа така? Мислам не вас не ме сваѓа да Па не, погрешно. да, ве разбирам. Така. Меѓутоа има земји каде што 89-90% од граѓаните гласат затоа што има таков изборен систем, дека имаат обврска да гласат. Па ние можеме да се договориме да воведеме таков изборен систем.
Вие треба да се трудите да бидете во суштина да промените нешто од државата, не да ги приморате граѓаните да гласаат. Тоа има, во Грција гласаат 80 и нешто од 100 граѓаните. Да речеме, демократија, стара демократија. Но Ајде околу цената. Да. Делот на цената тоа е многу јасно. Не, добро, тука сакам нема да- манипулации, цената Да. Што е тоа да платиме цена? Цената ја плаќа народот, вака или онака. ние плаќаме цена 30 години. Не плаќаме цена 2 години или 1 година Ама или цената- 6 месеци. цената 30 на- години плаќаме цена. Ама која цена? На владењето на политичарите наши води е 35 години, така? Апсолутно се Или, согласувам, или меѓу се другото и враќаме тоа. на наративот жртва дека светот Не, е не, не, против не, нас не, и не. ние Меѓу ја другото плаќаме и цена. на политичарите, се Не согласувам. меѓу другото, Се најмногу согласувам. поради тоа. Добро. Бидејќи кој е крив за состојбата во државата денес, политичарите или светот? Нашите политичари дома или светот? Видете, во 90-тите години ние сме прифатиле, да речеме, оваа држава ја водеа одредена транзициони политичари кои што направија приватизационен грабеж неколку години. Потоа се смени одредена власт, па имаше нови плячки, нови грабежи и така натаму. И дојдовме до состојба да бидеме кандидат за членство, нели, во НАТО и во Европската унија. Потоа дојдоа сериозни проблеми со негирање на нашиот идентитет. Иако тоа од почетокот се негираше во контекст на тоа да не бидеме држава, но на крајот дали сме спремни реално да платиме идентитетска цена за да бидеме дел од европските интеграции. Ама вие тоа е треба- многу, тоа е многу важно прашање. Добро, Димитровски, ве молам. Тоа е многу важно прашање. Да. Дали сме Не е спремни да ја платиме патриотизм. таа цена? Не е тоа А патриотизам. што е патриотизам? Да ги започнете преговорите. А зошто е патриотизам да се започнат ај- преговорите, кажете ми? Што добивате вие од започнати преговори? Сега ќе говориме што е патриотизам. Видете, ја- Комитетот за Еве, надвор... смеам да Ајде, се Ранџеловиќ, да, ајде. Ако толку многу ни значи идентитетот и би ја платиле секоја цена за идентитетот, ако добро разбирам и вас и владиниот став, со која апсолутно се согласувам, ќе повторам. Тогаш дали во таа цена влегува и раскинување на Преспанскиот договор и раскинување на договорот за добрососедство? Или таа цена не можеме да ја платиме, ама се друго ќе платиме за идентитетот? Видете, вие морате да бидете сериозен играч на меѓународната сцена, условно речено. А ние Вие сме сте мала сериозен, држава, добре. вие сте мала држава, морате да почитувате нешто што се случувало во минатото. Ние Тој е и францускиот предлог. не, чекайте. Или тој не треба да го Чекайте, почитува? францускиот предлог не е меѓународен договор. Значи да не го Значи, ние почитуваме. имаме договор, ама апсолутно има правници кои што сега говорат дали протоколите, значи треба да се види дали се протоколите дел од преговарачката рамка. Тоа се поставува и во Европскиот парламент. Тоа можеби утре ќе се постави на масата во Брисел, во Европската унија. Ние мора да ги истераме на чистина тие работи во контекст на правната важност, А не меѓународна се, правната. не се. Па, штом има европратеници кои велат дека тоа е сериозен проблем, тоа значи дека и за многу правници тоа е сериозен проблем. Во ред, јас сум во суштина против францускиот предлог. Меѓутоа, ако ја спарувате правната рамка, правната тежина на францускиот предлог, Меѓу другото, тоа се оспорува и пред Уставниот суд во Македонија. Јас не знам што ќе одлучи Уставниот суд. Добро. Па не знам што ќе одлучи, тоа е одлучи, нивно право. ако одлучи дека е валиден францускиот предлог, што ќе правиме? Не францускиот предлог, тие одлучуваат веројатно за Протоколот. дел од протоколите. Во ред. Протоколите. Ќе го прашањето- почитуваме Уставниот суд и Знаете што? одлуката или На крајот, и јас секогаш го говорам тоа, прашањето е политичко, не е правно. Прашањето е политичко и геополитичко. затоа ви велам. И доколку има Издигнете се, интерес, повикајте ги тие протоколи. доколку има интерес во Европската Не иронизирам. унија, кај најголемите играчи, Германија, Франција, сериозно за проширување, дека може да се употреби нивната политичка моќ и сила за да се добијат одредени, не велам отстапки, станува збор за некои реални барања кои што ние ги Ама имаме. има А ли? добро, ние во овие Има 35 ли? години Па јас мислам интересот на големите сили. дека сме на пат да ги обезбедиме. Добро. Колку време ќе ги обезбедувате, јас не знам. Добро, јас ви реков, ние мораме да бидеме подготвени да повеќе време работиме на тоа за да стигнеме многу побрзо до резултатот. Добро, министерот за транспорт Александар Николовски вели Европската унија ги лаже земјите од регионот, никој нема да стане член, бидејќи унијата не е подготвена за проширување. Кој лаже? Јас не сум го чул тоа од министерот за Не е важно дали го сте го Не сум го чул тоа, Да, дали е за да добро, имате дали е став добро, или не. не, дали е добро интерпретиран и дали го кажал тоа на начинот на кој што вие го А зошто не Па не се знам, не сум го чул информирате? тоа од него Не се информирате? Но Во државава можам- кој што
изјавува? Не, јас се информирам, меѓутоа таква изјава не сум чул. Но еве, вие велите дека сте го чули. Се говори за оваа изјава? Јас можам да кажам нешто што го добиваме како порака од нашите и она што владее во Европа во моментов. Вие се уште немате геополитичка одлука сериозна. Не, дали ги лаже? Верувате ли дека некој лаже? Јас не сум го чул тоа. Не, дали вие верувате? Но она што го слушам од нашите партнери во Европа, ви изгледа како лажење? Не. Она што го слушам од нашите партнери во Европа е дека геополитичките одлуки за проширување и конкретните политички одлуки за проширување ќе се носат многу тешко. Зошто? Затоа што во Франција е потребно или 3/5 мнозинство во Европарламентот или референдум. И двете работи многу тешко ќе се обезбедат по изборите во 2027 година. Сега зборувам за сите кандидати од Западен Балкан. Во контекст на проширувањето, еве гледате фронтранер, условно речено, е Црна Гора, и се зборува за Исланд во последно време, доколку успее референдумот идната година. И дека тоа се, навистина, можните членки, доколку успее референдум во Франција и доколку 3/5 од францускиот парламент гласа во таа смисла. Значи, тоа е прашање реално, тоа не е прашање Брисел дека донел одлука ќе се проширува и готово сите земји членки автоматски ќе гласат за проширување. Добро, Значи, ајде Ранџеловиќ, говорете. Ја прочитав таа изјава, можеби нели лаже е тежок збор, можеби е така, меѓутоа доколку е така, еве да кажеме дека е така што има тука некоја вистина во тоа, не сум убеден во сигурноста на Европската унија во моментов да се шири и нема политичка одлука за волја на вистината. Меѓутоа доколку е така, зошто тогаш итаме кон таа Европска унија се интегрираме, зошто му ветуваме на народов дека ќе влезе оваа држава, па макар еве ќе добиеме гаранции. Ако добиеме гаранции утре, а од друга страна министерот вели дека лажа дека ќе не примат, што правиме со тие гаранции? Што ни значат? Значи, од една страна бараме гаранции. Еви да не ја кажал, Не е важно дали рекол или не рекол, лаже. Еве, вие потврдувате. Лажат, ама им бараме гаранции. Ако ги добиеме, не лажат. Потврдувате дека постои скепса. Јас само ќе ве насочам еве кон една друга работа. Добро. Председателите на, односно премиерот Рама и председателот Вучич не напиша залудно некакво писмо за алтернативно членство и така натаму заеднички пазар, без право на вето. Ако Република Албанија е условно речено фронтранер и треба да ги заврши преговорите за 2027, зошто побогу тогаш господинот Рама напиша такво писмо? Затоа што очигледно дека е јасно дека нема донесено таква политичка одлука, вие гледате. Добро, се едно е тоа. Не е се едно, апсолутно не е се едно. Се едно заради тоа што Затоа што вие можете да ги завршите преговорите, затоа што вие претходно нема да ги завршите преговорите. Дека е добро да ги почнете преговорите, да ги добро е да ги почнете. Јас велам добро е и да ги завршите. Меѓутоа и тоа не е доволно. Не е доволно ни да ги завршите. Затоа што ако нема геополитичка одлука сериозна за ваше интегрирање во Европа, статусот ќе направите реформи, господине Димитровски. Ние ги правиме реформите и по планот за раст. Ние ги правиме реформите заради нашите граѓани. Не, реформи не се прават. Ја генерално се согласувам со тезата дека потребна е геополитичка одлука, но вие имате одговорност да не спиете на тоа уво. Значи, ние сега ќе чекаме геополитичка одлука да влеземе во ЕУ наместо да се реформираме? Не, апсолутно не. Ние мораме да работиме да се реформираме и јас сум тука дури и меѓутоа ќе чекаме геостратешка, односно геополитичка одлука? Не. Бидејќи во принцип не лажа. Мораме да бидеме активни. Јас се согласувам дека мораме да бидеме активни. Која е вашата активност? Еве, вие сте заменик министар за надворешни работи. Која е вашата активност и мисија? Па јас 90% од времето, не лично како институција ве прашувам. Да. Имаме ли некаква идеја, некаква одлука, вака ќе правиме? Немате да ни дадете гаранции, во ред, вака ќе правиме. Па вие гледате дека нашите, она што го бараме и како некако алтернатива, затоа што ние немаме алтернатива. Ние сме на европскиот континент и ние сакаме да станеме членка на Унијата, полноправна. Се разбира, она што ќе ни биде понудено може да не зависи од нас. Некакво поинакво членство со она што го предлага господинот Мерц, дали тоа ќе стане утре меинстрим во Европа, не знаеме,
Меѓутоа, ние се стремиме кон полноправно членство. Во меѓувреме, ги градиме своите економски, геостратешки алтернативи. Соработуваме со Обединетото кралство, градиме инфраструктура, градиме можности за економски напредок на оваа држава, со Соединетите Американски држави исто така. Ќе развиваме рударство, ќе развиваме снабдување со газ, снабдување со енергенти и така натаму. Значи сето тоа е во прилог на државата. Со Обединетото кралство тие милиарди кои се спомнува, на тоа мислите? Апсолутно, меѓу другото и тие пари кои што ќе бидат дел, значи со голем дел од тие пари ќе се гради инфраструктурата, ќе се градат брзи пруги, ќе се градат патишта. Не, но добро, што стана со тие пари, со тие планови? Веќе е пред крај е проектот за брзата пруга. Тоа се тие пари од Британија? 2 милиарди, тоа не се британски пари, тоа е дел од тие пари. Од Британија? Да, тоа се кредитни гаранции од пиратската влада. Дел од средствата, да речеме, за болниците ќе бидат од Светската банка. Туку... Не, веќе се преговара и веќе проектот треба само да биде завршен. Кога ќе се заврши? Овие месеци ќе биде завршен проектот. Добро. Комитетот за надворешни работи на Европа имаме уште... Се конкурира за парите. Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент го усвои извештајот на Вајд за Македонија, има забелешки за доцнење на реформите. Околу патриотизмот, ова беше репликата која сакав да вие кажам. Не се задоволни околу реформите. Ние бевме шампиони во реформите известни од овој период. Шампиони во реформите. Фронтранери, да, така наречени фронтранери, затоа што значи фронтранери? Од планот за раст добивме најмногу средства, 65 милиони. Во превод, не за реформите да говориме. Овде се спомнува владење на правото, например. Да. До 30 јуни треба да има нов дел од закони изменети и ние, ќе говориме до крајот на овој месец, ќе видите дека од сите земји од Западен Балкан Македонија направила најмногу реформи. Во контекст реформи во смисол каков? Закони ќе се донесат. Меѓу другото има законодавство кое што се судски реформи, борба против корупција. Ние сме тоа се забелишките на комитетот за партија, Демократски сојуз, која што многу силно ги лобира во владата за туркање на овие судски реформи. И меѓу другото имаме дизајн и елементи кои што сакаме да ги наметнеме во оваа дебата како да се оди докрај со тие реформи. Се разбира, вие морате во владата понекогаш и да ги балансирате политичките партии во смисла на тоа каков тип на реформи сакаат да спроведат. Но реформите во делот на патоказот за владењето на правото, тоа е при крај. Не, за законите. Сакам да ви кажам дека меѓу другото вие морате да законите да ги направите прво, па потоа да почнете да ги спроведувате тие реформи. А немаме закони за борба против корупција? За владење на право немаме закони? Очигледно имаме, меѓутоа недоволно. За злоупотреби? Имаме лошо имплементирање на законите, но меѓу другото сега имаме нови институции. Значи судски совет, се бираат нови членови, обвинителски совет, се менува позицијата на судскиот обвинителскиот совет и така натаму во општеството, за да се намали политичкото влијание и влијанието на бизнис моќниците. Да, добро. Ајде, Ранџеловиќ, може да реплицирате, подиме со реклами. Околу реформите, како сме фронт, како велите вие? Ранери. Фронт? Апсолутно сме фронт ранери да го ранери, Па не, фронт ранери, не лично. Да го употребиме терминот на Вучич или на... Не, тоа беше во контекст на... Вучич ги од употребува. Европската Унија се употребуваше за одредени земји дека се така наречени фронт ранери, Црна Гора или Албанија, во контекст на евроинтеграциите. Тој истиот термин, во контекст на реформите за планот за раст, Македонија е овие 6 месеци фронт ранер. Како беше фронт? Фронт ранер. Ранер. Предничи, да. Или јас би рекол предничар, како ќе ме дојде. Можеме прваци. Може да кажете и прваци. Так, македонски. Да биде кога говориме веќе за идентитетот и патриотизмот. Ранџеловиќ, може ли околу реформите? Да, една мала мисловна провокација пред рекламите. Сметам дека малку е доцна кај нас за реформи. За жал морам да го кажам ова. Не толку поради капацитетот на ова или некоја друга влада да ги спроведа тие реформи, меѓутоа состојбата на општеството во која се наоѓаме е лоша во делот дека сме максимално поделени, максимално партизирани.
морално обесхрабрени, да не зборам за вредностите и така натаму, кај нас пред бугарите мислам дека во уставот треба да влезе корупцијата. Само формално треба да влезе, кај нас корупцијата стана норма. Ние сме и функционално неписмени, би морали тоа да го кажам, и кога се ова ќе го собереме, ние не сме здрави и спремни за реформи, за вистински реформи. Ние мора како генерација, вие како политичари, јас како аналитичар, неважно, да имаме еден белег, една мисија и да создадеме нешто. Во минатото, на ова парче земја, некој градел цркви, некој градел театри, школи, универзитети и така натаму. Што правиме ние денес? Градиме молови, паркинзи, зонски, споменици, кладилници, што? Кој е белегот на нашата генерација? Кој е оставштината која вие како политичари кога ќе си одите или јас, еве не битно, како обичен граѓанин, ќе оставиме за идните генерации. Меѓу другото го носи законот за оддалечување на кладилниците на 500 метра од училиштата и имате неколку така наречени сопственици на овој, како се вика, на казина и кладилници кои демонстрираат дека десетици илјади луѓе ќе останат без работа. А ние гледаме како тоа влијае врз не само врз моралниот, туку врз подобро 10.000 луѓе да останат без работа, отколку 200.000 без иднина. А зошто би останале? Па не, затоа што во казината и во кладилниците вработувале, демек таков тип. Ке им дадете книжки и ке се вработат. Но во меѓувреме вие имате отпор од една таква структура. Па добро, се плашите од отпорот на собствениците на кладилниците, од кафеанџиите, не носите закон за пушење. Па не може да... Па ќе донесеме. Да, од кафеанџи и од собственици на кладилници да се плашите. Се согласувам дека не треба да се плашиме и дека треба да донесеме со реклами. Добро, се враќаме во анализа околу борбата против корупција и патриотизмот. Споревме како сме најдобри прваци, фронт ранери. Ајде да видиме... Во реформите, да. Во реформите. Арбен Фетај, вице-премиер за добро владење, стана познат не по својата работа, може би знаете вие што работел, но по своето скандалозно, апсолутно скандалозно владење. Медиумите со месеци информираат дека не оди на работа. Прашуваа дали е таа точна информација, дали зема плата, дали имало обезбедување на Тајланд, каде што патувал. Од никого не добија одговор. Премиерот Мицковски, министерката за финансии Кучовска и министерот за внатрешни Тошковски. Моето прашање е дали ова е добро владење и борба против корупција, кога немате отчетност заради тоа што темелот на демократијата и на транспарентноста е Господинот Арбен Фетај... Отчетноста, односно транспарентноста. И неговата позиција во владата зависи од коалицијските политички договори помеѓу партијата сега ВЛЕН ве прашувам и дали ВМРО-ДПМН. Ве прашувам дали ова добро владење. Да не се... Во која, што дали е добро владење? Да немаме информации. За тоа, тука го ставам акцентот. Ние немаме информации дали одел Арбен Фетај на работа. Не можам јас да шпекулирам дека не одел. Дали земал плата? Не можам. Како тоа ве прашувам. Отчетноста кон граѓаните. Јас мислам дека знаете тоа дека се пари на граѓаните. Тие мора да знаат. Дека премиерот вчера или завчера кажа отворено дека не се точни информациите дека тој не доаѓал на работа. Јас на седници на влада кога сум одел, не на секоја седница се разбира, сум го гледал. А зошто сега го кажа тоа? И зошто вие го кажувате сега тоа? Па јас го слушнав него и затоа кажувам. Значи дали тој доаѓал на работа или не, зависи од неговите работодавачи во владата, тоа е премиерот. Не, вас ме прашувам. Вице-премиер, па ја не го знам, не можам... Не го познавате воопшто? Не, ја го познавам, меѓутоа не знам дали одел или не одел, пошто ја моето работно место не е во владата. Не ве интересираше? Не се распрашавте? Па прашав. Одевте на седници кога Муцунски е надвор од државата. Да. Го гледавте Арбен Фетај? Јас сум го гледал често на седници на влада. Последниве месеци? Последниве месец дена можеби не. Месец и пол. Треба честно да се каже. Да, не сум го гледал. Меѓутоа, кога прашав, ми рекоа дека има одреден политички конфликт во ВЛЕН и поради тоа тие треба да го разрешат тој внатрешен политички конфликт во контекст на како ќе се позиционира таа партија кадровски во владата. Дека тоа е причината. Добро, ајде да не повторно ќе кажам не интервју да не биде Ранџеловиќ.
Ајде ве молам. Тоа е некоја дневно политичка тема, не е некоја моја сфера на интерес. Не, јас извинувам. мислам дека е многу важно граѓаните да бидат информирани каде одат Апсолутно, нивните да. пари. Може би е смешно, Јас се согласувам смешна темата. треба да знаат новинарите. Зашто говорите дека и сме јавноста, фронтранери во демократските реформи. Отчетноста, транспарентноста, повторно ќе кажам дека е темел на демократијата. Услов е да биде транспарентна владата и се согласувам со тоа. Да. Тоа Тоа треба. говориме. Извинете, Ранџелович. Тоа се согласувам и јас и услов за да опстане државава здрава демократија во иднина, услов е да имаме позитивна селекција во тоа кој ќе ја води државата на секоја една позиција, а не да предничи или фронтранер во методологијата да биде партијата. Меѓутоа тоа е една тема која мислам дека бадијала веќе ја зборувам и затоа ништо ова не ме изненадува. Пред додека чекав да влезам во студио, ја слушав господјата, мислам дека е директорка на јавно здравје или како беше. И ја запрепастена од тоа како некој не одел на работа и примал плата. Да, имаше такви случаи. Со сите должна почит, мислам, за мене, за кого е веќе тоа изненадување? Ние сите тоа го знаеме, веќе не е ни некаков спектакл тоа во јавноста. Меѓутоа ние ништо и тоа нема да се промени. Тоа ќе биде повторно така. Ќе дојдат други, ќе стават нивни. Одговорот на претходниот директор го слушав исто така, вика, кажете вие од како сте дојдени, колку луѓе се вработени и по која методологија и така. Мислам само се вртиме во круг, се додека не решиме. Како што рековте пред да влеземе во студиото, да имаме волја за држава, нема да имаме држава. Во тој дел затоа е успешна една држава со чија политика не се согласувам како Израел. Евреите од целиот свет се собраа со волја за држава, но и еден чекор понапред и да изгинат за државата. Ние сме спремни само да ја покрадеме и да се снајдеме самите ние. Па после ова државата, идентитетот, прво да се снајдеме со работа, извинете на израз, ракија, салата, да има за добар живот, па се друго ова, национални интереси и така натаму. Единствено што мислам дека функционира сериозно во оваа држава е односот на државата и општеството кон малцинствата. Значи во тоа сме на вистина фронтранери успешни. Шампиони сме тут. Апсолутно да, имав една мала замерка во А не, тоа ни го гостување, забележуваат исто дека не сме кон сите, дека не сме на ист начин, не сме се однесувале кон бугарите. Добро, ајде околу малцинствата Добре, ве така молам. што- Ајде. Патриотизам. Дали е отчетност да се крие кои производи имаат канцерогени својства? И луѓето да не знаат. Јас мислам дека оваа влада тоа не го крие. И дека Официјално е соопштена? Немаме такви не зборувам за информации. канцерогени, сега не зборувам за канцерогени. Добро. Затоа што јас ги немам тие информации, но она што се соопшти во јавноста во контекст на проверка Беше соопштено дека проверка на има. производите, Да, проверка и на дека производите користат и на канцерогени колку имаат состојки. состојки во нив и Да. какви состојки, тоа е сериозна работа на лабораториите и на службите. И тие тоа што го проценуваат мора да имаат вистински податоци за тоа. И сега ако нешто со години се криело по тепих, Ама сега со години. сега со години зборувам. Сега немојте за вие не години. сме- Ама Сега добро. кога е оваа Ама влада, тоа не значи дека оваа говориме- влада ако 2 години е на власт и дека е виновна за се што се случувало претходно. Не велам за се. Сите што произведувале Овие претходно- производи се од пред 5 години или од овој месец, каде што има ама вие канцерогени морате да имате состојки? функционална лабораторија и функционална инспекција која што тоа ќе го А провери. тоа го немаме. Па се создава и еве проверила и нашла нешто. Треба уште Меѓу да другото. им аплаудираме, а да не знаат граѓаните што не смее да купуваат во меѓувреме. Да се трујат. Ама чекайте И понатаму. Чекайте сега, вие сакате да ми кажете дека тие што го изигруваат системот треба да имаат значи треба да има совршен систем Не кој што велам ќе ги совршен. открие првиот пат кога ќе го изнесат на продажба, секој производ да им биде како се вика испитан лабораториски. За жал не сме имале такви служби претходно и не се случувало тоа, не го правеле. Но еве сега почнува да се прави. Не мора Меѓу да другото знаат и тоа. граѓаните што смее да Мора да купуваат, знаат, што не. апсолутно. Јас го јадам тоа и вие го јадете и премиерот и Добрата колегата вест и за така граѓаните е дека и функционерите јадат канцерогена храна, ве молам. Ранџеловиќ. Па сега канцерогена храна, знаете, сега. Па сега сите јадеме палминото нешто. масло се смета како канцер. Но добро е да Ранџеловиќ. мислам- И други некои состојки што се забранети. Не би навлегувал многу во детали, меѓутоа сето тоа е резултат на еден дисфункционален систем, кој секако се разбира 100% не е вината кај оваа влада, меѓутоа е генерално на политичката и институционалната архитектура Така во е, изминативе децении и години.
Тоа е проблем, уште поголем проблем е што никако да се справиме и темелно да почнеме да го адресираме тој проблем. Тоа е мој впечаток, исто така со било која влада, бидејќи доколку една влада се соочи со ова, се соочи со системот, почнува да ја растресува и раздрмува институционалната архитектура и начинот на кој функционира системот, ќе падне од власт. Значи тоа се оние приоритети на интерес, дали е прво државата или партијата, која се уште според мене нели е на број 1 е партијата. За жал. Тоа 2 години сме на власт, 5 години сме на власт, 35 години едните исти сте на власт. ВМРО, СДС и системот не се менува. И секој еден кога ќе дојде, ама чекајте, една година сум, 2 сум, 5 сум. Вкупност е 35-6 години, друг никој не бил на власт. Само ВМРО и СДСМ. Покрај тоа што ви пресирам, ве ставам во една мишка на повеќе партии, нели сте биле во коалиција и со СДСМ. Меѓутоа суштински ништо не се менува во тој дел. Дали биле канцерогени или нема, и да не се утре ќе бидат, се случува во дисфункционален систем. Тоа е нормално. Зошто? Видите ги не се случи кочање, така. Не се случи уште и поголема тоа е резултат трагедија на кој што дисфункционален систем. Апсолутно. Така. Се согласувам, ама важно е дали тој систем почнувате да го ресетирате или не почнувате. Јас вас ве прашувам, бидејќи вие сте на власт, го ресетиравте, почнавте, до кај сте? Па јас мислам дека почнуваме да го ресетираме. И дека веројатно е тоа процес што може и побрзо да се одвива и ние како политичка партија која што е дел од коалициони, не сме задоволни со некои процеси кои што не се докрај и затоа што е потребна за некои процеси радикална смена. Знаете, јас лично, например, сум за многу порадикална смена во рамките на законите околу државната администрација. Но дали од некакви причини тоа не може очигледно преку ноќ да се направи таков рез. Знаете причините многу добро. На кој начин партиите добиваат гласач? Имаме етнички партии, имаме и партии кои што имаме и закони кои што се за заштита на за партиите говориме. Сега говориме за партиите. Ама преку политичките партии тие изразуваат својата темите за етничките. Па не. Проблеми во тој за етничките проблеми. Зборувам дека и тоа е дополнителен проблем. Не се етничките малцинства проблем. Проблем се политичките партии кои што го злоупотребуваат тоа прашање за да наметнат стандарди дека мора да бидат присутни одредени кадри во државните институции кои не ги задоволуваат професионалните стандарди. Тоа е проблемот. Политичките партии, а не од која етничка припадност. Меѓу другото, го злоупотребуваат и етничкото прашање за тоа. Не, тоа е последниот проблем. Се злоупотребува. Добра, ајде околу администрацијата, Ранџеловиќ. Може околу партизацијата не зборувам, ако вие мислите на албанците, јас зборувам и за други етнички групи, не само за албанци. Не. Зборувам и за Ама немојте сега, политичките партии се проблем. Се согласувате ли, Ранџеловиќ, а не етничката припадност на тие партии? Ама злоупотребата на етничката припадност. Добро да злоупотребата, јасно. Да, меѓутоа поголема злоупотреба од етничката припадност овде е злоупотребата на партиската припадност. Значи ние се доведовме во ситуација да граѓанството мора да одбере помеѓу 2-3, не е важно колку партии, по каква основа и која идеологија, за да дојде до работно место, за да дојде до некаква иднина, бидејќи системот кога не функционира, вие немате сигурна економија, приватен сектор, затоа и луѓето се селат, нели, за волја на вистината. Меѓутоа, не е важно тука кој е толку крив и кој како се справува, колку што е важно да ова го признаеме. Првиот чекор за решавање да го признаеме, да го осознаеме, да и кажеме на јавноста дека вие политичарите на функција ова го гледате. Па понатаму да збориме како да се справиме. Ама немојте да ги исклучите политичките партии дека немаат добар кадар. Затоа што не можете да ги исклучите политичките партии ако тие навистина може да понудат професионален кадар. Сега ќе ве прашам вака, има методологија за да влезете во партија? Има филтрација на квалитет или кој како сака влегува? Па не ви изразувате волја, има методологија за да дојдете на функција. Трчате и да лепите постери. Па сега добро. Предпоставувам. Јас ќе го кажам. Јас не сум во голема политичка партија, меѓутоа поголемите политички партии исто така имаат одредени стандарди. Знаете како изгледа сериозна партија според мене? Јас немам некој големо искуство. Дали една партија во Македонија има библиотека во која јас ќе може да влезам и да прочитам книга за идеологијата на таа партија? Дали вие во вашата партија имате идеолог со кој ќе се поистоветувам за која идеологија практикувате? И сега да не должам понатаму уште многу. Се кај нас е важен квантитетот, сендвичи, мајци, капчиња, гласајте за нас, па се друго. Извинете, стварно јас долги години политичките партии беа буквално тоа, центри за вработување. А сега не се? Мислам дека истекува времето, зошто, сега ќе кажам, затоа што прво работните места во државната администрација веќе не се атрактивни.
Ние во Министерството за надворешни работи не можеме да привлечеме кадри затоа што платите се многу ниски. Веќе бизнис секторот, приватната индустрија, услугите и така натаму имаат многу повисоки плати и не се атрактивни за вработување. И доаѓа време кога навистина јас се согласувам дека во државната администрација има и превработеност, но стручен кадар вие не можете да привлечете кој што ќе ги извршува услугите кои што се потребни за граѓаните, затоа што не се атрактивни платите. И јас затоа велам дека треба да се направи Добро, немаме уште многу, да. Имаме амбасадор во НАТО? Амбасадор во НАТО, да, денеска беше сослушување во парламентот, господинот Муртезани, и веќе ќе биде упатен за некоја недела. Ќе биде? Да. Заради тоа што чекавме премногу. Па чекавме подолго време навистина, меѓутоа тој пред 6 месеци беше донесена одлука да оди и во меѓувреме се подготвуваше и безбедносни сертификати, во НАТО е малку подолга процедурата, иначе во декември веќе се знаеше дека ќе биде ги доби безбедносните сертификати. Да, ги доби безбедносни сертификати, ќе биде амбасадор во НАТО, да. Што велите за безбедносните сертификати околу шпионската афера? Па, јас колку што имам информации, таа афера, иако се работи нели сега и некаква предистрага во обвинителството ќе има, колку што знам дека тоа не е шпионска афера, дека е тоа некаква кадровско надметнување во кај претседателката, значи во делот од тимот таму. Борба на троновите. Дворска борба, но претседателката објасни, колку што се сеќавам, дека не може да биде шпионска афера затоа што нема никаков материјал кој што истекол, затоа што целиот материјал таа го добива во хартија, а не на компјутери. И дека ништо од компјутери... лично, тоа може ли тоа да? Само лично. Никој друг не го добива тој материјал. Само таа лично и архиварот кој што треба или во архива да го стави, или да го уништи, или да го врати до институцијата. Тие двајца. Дека никој кодирани никакви информации, документи не постојат на компјутер. Не постои на компјутер ништо. Тоа е руски некаков метод. Не, тоа е систем. Еве јас не во Русија, да, познато дека нема. Јас имам сертификат државна тајна и во Министерството за надворешни работи добивам исто во хартија, но ги добивам оние работи што се поврзани, се поврзани да речеме со некои нели безбедносни државни со дипломатска пошта ги не се добива. Не со дипломатска пошта, туку во затворен плик ги добивам и така ги враќам. Да, но со дипломатска пошта и ги добива и претседателката. Претседателката ги добива со пошта од Агенцијата за разузнавање или од Агенцијата за национална безбедност. И дека ништо не оди по компјутерската мрежа. Компјутерските мрежи се само во овие две институции, во АНБ и во Агенција за разузнавање, и таму можат да манипулираат со тие податоци. Добро. И првото место, ајде сега со Ранџеловиќ, што велите вие за Србија е на прво место во Европа по раст на БДП? Македонија е трета или четврта, така премиерот Мицковски. Имате ли објаснување зошто не го чувствуваат овој раст граѓаните? Па да, затоа што ние може да сме во наредните 100 години и ние и Србија и кој да е во регионов прв по раст, тоа е раст во релативитет со нашата постоечка состојба. Ние сме израснале 3% тоа што сме биле лани. Лани сме биле, сите знаеме каде сме биле, преклан исто така, така да 3% расто, тоа е ледво место. И тоа, мислам, оддамна се манипулира секоја една влада со тие бројки. Една Кина да има 0,001% раст годинава е многу повеќе него Македонија 1000% раст, да има од сопствената економија. Мислам дека овие се солудни веќе аргументи. Народот веќе не го одамна се сели не толку поради причини дека нема пари или треба да заработи во странство, веќе се сели поради овие причини, бидејќи манипулации веќе не поминуваат, нема вредности, нема никакви промени, нема искрена волја и желба за промена, за суштински промени во ова општество, во оваа држава. Тука мора да ставам и мојата генерација како голем виновник. Многу голем дел од мојата генерација влезе во бубањот на се она што беше во минатото, аплаудираат на денешните политичари. Не видов некој функционер од претходната и оваа влада, моја генерација, ќе кажам 5 години помлад или повозрасен, да се издигне на ова, бидејќи ние сме тие, ние сме днината на оваа држава, какви сме, такви сме. Меѓутоа со вакво поведение ние само го негуваме статус квото и мислам дека се лажеме едни со други. Со ваков модел, ова не е обстојувачки модел на една држава и мислам дека не сме разбрале демократијата. Жалам. Да.
Ама вие морате да го користите меѓу другото и пиарот, да објасните каде сте во споредба со другите. Затоа што ако земите членки на Европската Унија, да речеме, влада е криза, се разбира тие некои се 10, некои 15, 20 пати поразвиени, меѓу другото и затоа што долго време живееле во капитализам, немале таква транзиција и така натаму, но вие морате да ги посочите тие елементи дека вашата економија се развива на некој начин повеќе од некои други економии. Да, но тоа не значи ние имаме 42-3% колку од фактички од онолку колку што се развиени европските земји сме на 40%, целиот Западен Балкан. И тоа е процес. И зошто велиме дека сме онеправдани? Онеправдани сме затоа што земјите членки на Европската Унија добиваат кохезиони фондови за раст, а ние добиваме на лажичка некои ситни средства со кои што јазот само се зголемува. А зошто ни завидуваат, зашто сме на трето место и заради тоа помалку ни даваат? Да, вие може да се шегувате колку сакате, меѓутоа тоа што сме на трето место, а пред неколку години сме биле на нулто место. Не, граѓаните ме интересира дали имате сознание како живеат. Имам сознание дека граѓаните тешко живеат. Да. Имам сознание дека граѓаните тешко живеат. Да. Но исто така има перспектива дека со повисоки стапки на раст, само со повисоки стапки на раст можете да постигнете повисок животен стандард. И сега, дали е исто ако се развива оваа економија 0,5%, како во Германија, максимум од 100%, или ако се развива со 3-4%? Не, се едно е, за граѓаните е се едно. Не е се едно. Се едно е. Ама не е се едно, тие нема да го почувствуваат сега. Се додека не чувствуваат промени, се едно е. Јас можам да ви гарантирам дека вистинските промени ќе ги почувствуваат за 1000 години. Можеби 15 години. Како вели и сега Ранџеловиќ, 1000% да е растот, треба да биде почувствуван. Ама Кина прво има еден мора да е Кина, а со што ни гарантирате? Со што ни гарантирате? Зашто? Дека ќе го почувствуваме растов. Па, знаете што? Велите ви гарантирам за 15 години ќе не тогаш евентуално ќе чувствуваат многу повеќе ќе го почувствуваат, но ќе го чувствуваат секоја година се повеќе и повеќе. Вие ќе имате се повеќе и повеќе пари во джебот. Не, сега ве молам. Па сега да ви кажам. Секоја година ќе доаѓате тука и ќе даваме учен. Како граѓаните, колку граѓаните имаат пари? Не говориме за себе, за нас, за граѓаните. За оние 20 и колку проценти сиромашни. Добро. За оние секое трето дете дека е пресиромашно. Сакате да кажете дека изминативе 2 години Македонија паднала во сиромаштија, паднала, па погледнете ги бројките сериозно. Би требало да падне. Не е падната. Да, па не е заради растот. Ама не е падната. Затоа ви велам. Полека се подобрува ситуацијата, но тоа не значи дека може драматично да се промени за година или две. Да. Навистина вас ви треба за еден сериозен развој, ви треба децении можеби. Да. И тоа го направиле земји од Европската Унија, каде била Ирска од пред 40-50 години. Направила бум во IT индустријата, достигнала одредени стапки на раст од 5, 6, 7%. Не, што правите? Тоа беше прашањето на Иво Ренткое. Ова го правиме. Правиме прво, градиме инфраструктура, значи градиме имаме проекција за дата центри, нешто што ќе биде во IT технологијата, во Artificial Intelligence, значи делот иднината. Градиме енергетска независност со вложување во енергетски проекти, градиме интерконектори за газ и така натаму, се поврзуваме со земјите од регионот, градиме алтернативи на снабдување на енергија и така натаму. И сето тоа е... Да, на крај Ранџеловиќ нека даде оценка околу... Па добро, ама вие, како да ви кажам, тоа е работа што не може да се случи преку ноќ. Вие морате да имате некаква визија за вашиот развој во наредните 10, 20, 30 години. Добро, дали е оваа визија задоволувачка за... Звучи, се надам дека е така, не го спорувам. Само греота е, мислам дека и понатаму, секој еден народ, секоја една нација има своја мисија во животот. Имам чувство дека нашата мисија на македонците е да го носиме крстот. Немојте да дозволите
ова да продолжи, некој мора нешто да промени во оваа држава, дали сте тоа вие, ние, не знам Тоа е кој, судбинско малце определба, Да. дека ние, нашата нација треба да го носи Па крстот. така Ја ме не се- делува, не сме задоволни, не сме среќни, не ни е убаво, генерално, јас зборам генерално, не ми интересираат ни партии, ни ништо, имам такво чувство, верувам го Вие имате и мислите сите дека околу нас или дека луѓето во светот се толку стрекни и задоволни дека им е супер се? Не, меѓутоа и ние мака не сме виделе па во однос на нации каква мака виделе. Па затоа велам. Нели, меѓутоа знаете како, тоа не оправдува да не се бориме за подобро утре. Апсолутно треба да се бориме за Бидејќи ја не видов човек да ги спакува коферите да дојде во Македонија, странец, а обратно гледам секој ден. Така, тоа многу кажува. Нема многу што да се надмудрувам. Значи, Не од сте земји вие членки криви, на не сум јас, Европската меѓутоа унија, фактот- Хрватска се испразни кога стана членка на Европската унија. Па и Хрватска Отидоа не е живеат идеално во странство. место. Бугарија се испразни од кога стана земја членка на Европската унија. Затоа што им е добро таму, па отишле. Значи има причини веројатно зашто луѓето патуваат и одат за секогаш за подобра плата, за подобра. Ние дали се празниме? Ние се празниме? Па села? голем дел од овие изминати години Македонија се празнеше. Значи, Меѓутоа констатираме дека нешто не е мислам добро. дека тој тренд, ма не. Еве, ви викам, значи на земји крај станаа сме. членки на Европската унија и продолжија да се празнат. Нас тоа ќе ни се Дали случи. дали беше лошо во Хрватска што се празне? Видете, има лошо и Веројатно- лошо, сега да не навлагаме во веројатно има категоризација, подобро меѓутоа- некаде. Нас повеќе Македонија не интересира. Ама не, ама сега чекајте, вие не можете, не сте вие на планетата Марс, вие сте на Не, во земјата. Македонија живееме и ве прашуваме зошто и понатаму се празни државата, зошто се иселуваат и ви ги понуди одговорите Иво Ранџеловиќ, но мораме да завршиме. Јас се согласувам дека понекогаш е целиот систем виновен за тоа, дека не е одредена политичка партија која што е на власт. Не. А, А системот ниту- кој го создава? Па, сите овие изминати децении го создале партиите. Не, Тоа се добро. согласувам и дека Да. треба да дојде до промена на системот. Па, тоа Но говориме. таму и каде што е променет системот, напуштале луѓето. Јас ви велам дека не е секогаш причината за напуштање вашата економска состојба. Не е економската. Во Македонија е многу подлабока и вие објасни, Ама ние немаме Ранџеловиќ. Но која е немаме вашата време анализа веќе. за тоа. Зошто луѓето заминувале од Бугарија? Заради корупција? За Македонија може Не, ли не, да говориме? чекайте, сега мораме да А се не, мораме да споредуваме. завршиме и Македонија би Тоа, сакала бре, следната емисија да Зошто луѓето да ни заминувале од биде- Хрватска? Да. Зошто заминувале? Добро, Дури од следната Словенија. емисија ќе за Хрватска ќе правиме. Па не, еве, од емисија, па Македонија, потоа јас се следната за согласувам Бугарија. дека заминуваат поради многу причини, можеби некои поради животната средина, што е катастрофална. Да. Некои поради здравството, Тоа е некои тажна приказна и Хрватска и Бугарија, но јас ви благодарам што бевте гости, а? Благодарам. Ние живееме во овој дел од светот и со тие земји треба да се споредуваме. Не можеме да се споредуваме со Данска. Добро, следниот пат можеме. Ако мислите со Данска и со Компаративна Шведска да се анализа да споредуваме, направиме за со Данска и со Западен Шведска, Балкан. тогаш во ред. Ако сметате Да. дека тоа се земјите со кои што треба да се споредуваме. Благодарам што бевте гости. Во ред? Во ред? Не се согласувам, но во ред. Треба Благодарам. да се споредуваме. Благодарам што не гледавте. Пријатно.